Ноќниот живот во Скопје полека но сигурно пропаѓа. Во споредба со претходните години, особено пред пандемијата, се воочува голема разлика. Младите и повозрасните имаа многу места за излегување и дружење. Сега нема речиси ни еден ноќен клуб или локал што работи после 1 часот, каде што луѓето можат да се забавуваат во летните ноќи. Младите се оставени сами на себе да се организираат и дружат, но за жал нема каде. Дали мислите дека има ноќен живот во Скопје? Веројатно за младата популација од 18 до 25 е интересно, но за повозрастните, значи плюс 5, 30, 32, 35 не е како што било, дали е одминато нашето време или, но сепак сметам дека нема квалитет каков што имало порано, значи квалитетни изведувачи, квалитетни пејачи, забави, сметам дека не се работи на тоа поле. Керка ми беше у Будва, прошли месец, вика топ забава, овде ништо катастрофа. Дури и Охрислав. Мислам дека има ноќен живот, али тоа е пак одредени месеци кога го има. Може би не е у целосно у целата година, али има. Споредба со претходните години, претходните лета? Ако ги земеме претходните две, ова лето има сигурно. Yeah, it's alright. It's busy. Од друга страна, газдите на локалите сметаат дека има ноќен живот, но тоа е далеко од соодветен. Тие велат дека и да има дискотеки треба да бидат надвор од градот, а не во самиот центар каде што пречат на другите луѓе, што не е случај речиси во никој од поголемите градови во светот. Навраќајќи се на претходните години, тие се сеќаваат на многу позабавен ноќен живот за разлика од сега. Според нив голем удел во ова има и пандемијата, а сега и финансиската криза што ја зафати Македонија. Пандемијата сега кој има, можам да кажам, најголем удел за ноќниот живот, најмногу му наштети на ноќниот живот. Сега младите се ставени на своја рака да се снаоѓаат, да се организираат ноќен живот, што не секогаш е во најдобар ред. Често знае да ескалира во агресија и слично. Пред една недела угостителите се спремаа за протест против ваквата ситуација со ноќниот живот во Скопје. Требаше да се одржи пред влада, меѓутоа поради непознати причини беше откажан. Прочитав ја во медиумите, по порталите, дека треба да има протест, меѓутоа бидејќи не фатија летните одмори, не знам што стана на таа тема. Зошто не се одржа и што беше договорено. За работа по 1 часот по полноќ е потребна посебна лиценца која чини многу, па тоа веројатно е една од причините што има се помалку места што работат до доцна во ноќта. Собствениците на клубови и барови велат дека не се исплатува да ја имаат. Ако порано се нарачувало без размислување, сега поради финансиската криза повеќето гости земаат по само 1 или 2 пијачки. За жал, алтернатива на клубовите и баровите се повеќе стануваат казината кои непречено работат и никнуваат на секој чекор.